Додека Германија ја славеше шампионската титула освоена на светското фудбалско првенство во Бразил, младите таленти од локалниот клуб Премиер во Црнагора се надпреваруваа за наслов од еден интересен меѓународен турнир. Со младите представници на фудбалската школа на шампионот во меѓуопштинската лига се дружевме на подготовките за овој турнир, кога заедно со тренерите работеа на тоа што подобро да се представат на гостувањето. Тие со домакините од црногорскиот клуб Никшички бисери се пријатели од учеството на Open Fan Football, фудбалската манифестација чие што цел е другарувањето меѓу дечињата и со планетарно најпопуларниот спорт. Благодарение на тоа што воспоставиле одлично пријателство со колегите и пред се на македонското гостопримство, членовите на фудбалскиот клуб Премиер заслужија покана да гостуваат во Никшич. Домакините им беа подготвиле дружење, одмор, заеднички тренинг и учество на интересен меѓународен турнир. Младите таленти на криопланечкиот тим се истакнале со дисциплината, однесувањето и со одлично поведение надвор, како и со вештините, талентот и со квалитетите на фудбалскиот терен, со што го заслужиле насловот со кој се пофали Бранко Величковски, првиот човек на Премиер кој ги предводеше членовите на клубот. Па ние од 16 до 20 бевме во Никшич, Република Црна Гора, како гости на нашите пријатели од Никшич на фудбалскиот клуб Никшички бисери, каде што одигравме и традиционален турнир. Генерацијски беа фатени децата 99, 2000 и 2001. Отидовме со 18 деца. Турнирот имаше 3 екипи, Никшички бисери, ФК Премиер и Ком од Подгорица. Тој турнир се играше по италијански систем по едно полувреме по 30 минути. Прво одигравме една пријателска со Никшички бисери, што ја победивме со 3-0. Потоа за турнирот со Никшички бисери игравме 0-0 и одлучујќа утакмица беше со Ком, каде што победивме со 1-0. Заедно со домакините од клубот Никшички бисери и нашиот состав Премиер, на турнирот учествувал и Ком, тимот Подгорица. Благодарение на залагањето и вредната работа на тренинзите, како и на талентот, македонците во одлично светло ја представиле својата татковина и општината, поради што Величковски е задоволен. Децата беа многу послушни, со што покажаа борбеност на турнирот, беа пречекани од нивните другарчи, каде што беа спешени одлично. Родителите толку ги чуваа како да се нивни деца, и со тоа сме задоволни и од приемот и на домакинот и од се. Со што последниот ден ги однесовме како заслуга и во Котор да го видат Јадрано, да си избањат малку и така. Величковски ги пофали фудбалските представници на градот, како и домакините, кои што ги вгостиле одлично, а за награда по освоената титула фудбалерите на тимот уживале во убавините на Јадранот. Во Никшич прошетавме, тоа е голем град, околу 100.000 жители, а потоа на море Никшич до Котор е околу 100 км, со автобус ги одведовме децата таму, едно 2-3 сата се капеа во морето и после се вратиме пак назад. Дечињата се многу задоволни и од пречекот и од вака дружењето со нивните врсници, со што мислам дека и ова година пак ќе дојдат другарчињата од Никшич за Open Fan Football, каде што ќе биде организиран. Овој настап и подобрувањето на пријателските односи со црногорците ќе биде повод за дружење и во нашата општина, се разбира, по одморот на локалните фудбалери. Ние имаме договорено со некои мали процедури, треба да дојдат сега во август, сакаат да дојдат и таа другата екипа што беше од Подгорица, па да направиме поголемо дружење, па ќе видиме како уште се во тек преговорите. Сега ги распуштивме децата малку до 11 август. Од 11 август ќе почнат пак со припреми и првата екипа и овие помладите. Од 11 август почнуваме стандардно како секоја година. Ова е голем мотив за прво за младите дечиња кои играа храбро таму, се боре и го освоија овој пехар заслужено. Побогати за едно одлично искуство како на младите фудбалери, така и на тренерите, им пожелуваме успеси каде да ги представуваат татковината и градот, се разбира во духот на ферплей.